Naša večerašnja ne gostin, tuku gostinka je gospodjata Petranka Kostadinova. Dobro večer i dobro dojdovte vo studiото на RTA телевизија. Добро вечер, добро ве најдов. Поздрав до целата ваша екипија. Благодариме. И до сите гледачи на RTA. Петранка, еве и на самиот почеток едно вообичаено прашање кога и како започнате да пеете? Како почнав да пеам, тоа е многу одамна. Па да почнеме од малите години кога сум била како дете сум пеела. Како ученичка во основното школа. Сум пеела, сум ја сакала песната, сум настапувала на сите приредби. И на крај памет не сум мислела дека јас ќе бидам пејачка, дека ќе станам естрадна звезда, дека ќе го шетам светот со песната. Но тоа било пишано, да Петранка Костадинова да пее и да живее од песната. Рековме, почнав со моето пеење уште далечната година, 68-та година. За моето пеење е човекот, ќе го спомнам и го поздравувам, Миле Ангеловски. Тој ми е еден добар комшија во Неготино, кај што живеев јас со моите родители. За тоа време во Неготино се садело тутун, се садело лозија, но ние, мојата фамилија го огледувавме тутунот. И така во дворче, нижејќи тутун, Петранка пее, комшијата, сите комшии слушат. Дали имаше поддршка од страна на родителите? Па вака ќе ви кажам, и кога еден ден решил овој Миле Ангеловски да дојде дома кај мене лично и да им каже на моите родители: Петранка, мораме да направиме пеачка да пее, да не се мачи со тутунот, да не го мириса овој мирис на тутун, оваа прашена, ова не е добро, кога може да пее и да го шета светот. На мајка ми тоа кога го чуо тој Миле Ангеловски не и беше драго. Тие времења пред 28 години родител да пушти дете свое, нарочето женско чедо да пее, не било едноставно. Мајка ми била против, мајка ми вика како Петранка ќе ме оди да пее, немој мајка, немој керко, не знам што. И дури и плачеше мајка ми, не беше драго воопште. А татко ми од страна и вика: немој да бидиш таква, ти треба да се гордеш, да имаш чедо, кој што знае пред публика да покаже нешто. И така ја убеди татко ми, мајка ми покојна. И во тие денови имаше плакати од оркестарот на Наско Џорлев во Неготино. И овој Миле Ангеловски ме вика вака: Наско Џорлев гостува на овдека во Неготино, ти ќе дојдеш пред време, некој пола сат пред концертот, и ќе се качиш рече горе кај што ќе се спремат пеачите и оркестарот. Нешто ќе му забиеш на Наско Џорлев, рече некоја песничка. Јас викам добро. Јас, верујете ме, таа вечер, кога се легнав дома, за утре дента веќе да одам на аудиција, ја не можев да заспеам цела ноќ и се викам: Боже, како ќе запеам пред Наско? Што ќе каже, која песна? И не се 8 на Господ, утре вечерта дојде настапот. Јас таму се нацртав пред сат време. И се упознав со Наско Џорлев, со другите таму пеачи. И вика: ајде, која песничка ќе ме ја запееш? И јас со трема, срамежлива, што да ви кажам. И јас нормално тога бев млада, немав мои снимки, само што сме слушале од Радио Скопје,
И песните ги знаев само од Васка Илиева. И јас, она малку трема, ја викнав "Судбо моја судбено", сигурно ја знаете и вие, Маја, "Судбо моја судбено", таа е многу убава песна. Тука се најде песната "Сестра моли брата на вечера", моја запеав. "Што кучиња лајат морелено", и Наско Џорлев вика "Добро, од тебе ќе биде", вика нешто. Само така. Петранка, кога прв пат Молим. заминавте, на колку години прв пат заминавте во странство да испеете ваша песна? Па видите сега, еве ве кажам дека со Наско Џорлев почна и снимки, почна концерти. Прв пат со Наско Џорлев отидов низ Јадранското приморје, море, па низ Босна, низ Србија дававме концерти. Тука за прв пат снимав оваа сингл плоча и тоа директно одевме во Загреб. Таму се снимаа песните, таму снимавме, бидејќи тука немавме ние продукција за касети. Првите снимки ми беа таму што ги снимав, "Не кажува ли бе добра ноќ", во Струмица на улица, "Дедо мили златни", ќе спомнам и песната "Кој ти го тури жено името твое", тога ја снимав таа песна. Не, "Фато море душманке", тие ми се мои најпрви снимки со оркестарот на Наско Џорлев. Потоа направив доста сингл плочи, работев доста низ нашите локали низ Македонија, најповеќе кај што се задржав во Валандово. Таму 2 години поред пеев во ресторантот Анска река. И 74 година јас добив понуда од Белградската естрада за Австралија. Јас само тука знаев Македонија, по концерти и Јадранското море, тако приморје. И за прва прилика ми се падна најдолгата релација за Австралија. Тука бевме 9 пеачи од сите републики. Дали на веднаш не Југославија. размислувајќи решивте да одите? Никако не размислив, баш јас пеев во Валандово, од Валандово го оставив тој оркестар, они се најдоа замена друга пеачка. Јас заменав 74 година прв пат. Тука беа многу пеачи: Аца Матич, Вјекослав Јут, Вишна Корбар, Вања Стојковиќ, Исмет Крчич, Мустафа Езич, Тозовац, 9 пеачи. Од Македонија бев само јас. И за прв пат ја видов Австралија. Имаше и наши македонци таму. Какви беа контактите со Контактите, нашите македонци ќе во ве Австралија? кажам, да. Па како, сите има желба да дојдат да ме видат. Сите ме викаеве го македонскиот Славеј. Знам една наша македонка, струмичанка, Љуба. Ја поздравувам од Аделајд, таму гостувавме. Таа беше скоро отидена тие денови, таа година во Австралија. И таа од првите болки неизини таму, не научена уште, тагува за ваму, за родители, за сестри, за браќа, за Струмица, општо за Македонија. И вика секој ден дома, вика се тагувам, плачам, и кога чула дека со таа група иде Петранка Костадинова, таа дојде вистина со еден букет во Аделајд, ме пречека. И сега еве ја поздравувам, она денеска се враќа, тука беше гостинка, пред 2 дена ми беше гостинка, и денеска она лета за Австралија назад, нормално ја влече таму. И посакувам среќен пат за Австралија. Јас таму имам едни толку сакани пријателки во Мелбурн, наши македонки, кои што 45 години веќе се во Австралија. Од тука заминале како девојки на своји 14-15 годинки. Таму се омажеле, таму створиле фамилија. Една година пред 7-8 години они дојдеа тука во Македонија после 35 години. Ми беа гостинки мои, 2 месеца седеа кај мене. За тие 2 месеца ги прошетав со маш ми секаде, а што најдраго им беше, ги однесов во селото Буф, тоа е во нашата Македонија, сега што е во Грција, тоа е Леринско, таму тоа село. Тоа да имаше камери да се слика, која ги однесовме таму, како плачеа, како се подсетеа на нивните
детски години, па куќата нивна ја видоа сета издрушена. Тоа ми е малку језиво да го кажувам. Кога бевме во Австралија, кога одам во Австралија секоја година, јас сум нивна гостинка. Ме шетат, кај нив седам, колку сакам. Јас морам да признам, Петранка, вие сте одличен соговорник. Меѓутоа, да ви дозволиме неколку минути одмор и да видиме една ваша снимка, па режија да ја видиме. Teško mi je, majko moja, noćna pada, moj ne dođa. Toliko noći ne sam spana, toj se sedi ravno mehana. Traj, dušo, traj, traj, ne zaspivaj. Traj, dušo, traj, suza ne puštaj. Dolge noći koji te skrati, noći ne spani. Jaz go čekam da se vrati, toj se pijani. Traj, dušo, traj, traj, ne zaspivaj. Traj, dušo, traj, suza ne puštaj. Dolgi noći koji te skrati, noći ne spani. Jaz go čekam da se vrati, toj se pijani. Teško mi je, majko moja, ponoć mi na toj ne dođa. Sama sedam, nokta guva, telo gori, srce pa guva. Traj, dušo, traj, traj, ne zaspivaj. Traj, dušo, traj, suza ne puštaj. Dolgi noći koji te skrati, noći ne spani. Jaz go čekam da se vrati, toj se pijani. Traj, dušo, traj, traj, ne zaspivaj. Traj, dušo, traj, suza ne puštaj. Dolgi noći koji te skrati, noći ne spani. Jaz go čekam da se vrati, toj se pijani. Teško mi je, majko moja, zora zori, toj ne dođa. Sudok leta, što ti stori, što ti zgreši, da me izgori. Traj, dušo, traj, traj, ne zaspivaj. Traj, dušo, traj, suza ne puštaj. Dolgi noći
ne spali. Jaz go čekam da se vrati, toj se piljani. Добре, еве полно песни, полно автори. Дали Петранка има одвоен автор? Ја до сега да ви кажам, немам еден автор, да речеме, тој автор за мене прави песни. Од порано песни пеев доста од Наско Ѓорлев. Потоа дојде, имам направено сингл плоча со Драги Митев. После имам доста од Јонче Христовски, од Горана Лачки. Ова последната касета можеме ви сега да спомнам. Петранка... На многу фестивали сум Да. настапувала. Еве ќе спомнам, сега фестивалите се на мода, ги имаме многу. Токму тоа сакав да ве прашам. Да, ги имаме многу. И ја не сум против фестивалите, нека ги има. Од секој фестивал испаѓа по некој хит. Што мислите Добива за шундот? песна. Дали постои? Па, знаеме дека шунд постои. Тука кај нас се снима се и се што. Сега може ова време секој да снима и секој снима. Па јас да ви кажам колку песни прв пат кој што ги слушам по нашите радиостаници, по телевизија, така по овие станици што ги имаме сега. Многу пеачи кои што не ги познавам. Има. Рековме дека сега може секој да снима. Имаш ли пари, снимаш касета одма и стануваш звезда. Треба да се види една пажна поголема за ова нашата македонска песна. Од ја расипавме, речено ја расипавме правата македонска песна. Поред песната и љубовта кон песната, постои ли во вашиот живот друга професија? Друга професија немам. Еве 28 години живеам од песната. Друга професија не би сменила сега, за сега. И ако како што ги има многу ова да се родам повторно пак, ја пак би станала пеачка и пак би пеела онака како што досега сум постигнала на ова моје реноме. Бројни македонци ве ценат, ве почитуваат и ве сакаат. Како реагираат кога ќе ве сретнат на улица? Па, многу пати се движам сама, низ град или во кола. Во кола ќе ме видат, карши другата кола, па ќе ме препознаат. И одма гледам реакција, дека реагират која сум, што сум. На пат, кога ќе ме сретнат, сакат секој да ме застане, да се направи Што обично муабет со мене. прашуваат? Па, многу убави зборови слушам од секој кој што ќе ми застане. Сега пред малку имам една внукичка во мајчен дом и сигурно ќе ја гледат ова емисија. Ги поздравувам сите што се таму, добро здравје. И ете таму кога ќе одам, сите ме познават. Сите идат сестри, сите болни што се идат, сакат да ми видат, сакат аутограм од мене. Се најубаво, што да ви кажам, многу убави зборови слушам од народот кога ќе ме сретне на пат или било каде. И покрај оваа нималку лесна професија, колку време останува за вас и за вашето семејство и како го користите? Имам време за се, имам кондиција се уште добра и за во куќа дома да биде све во ред, тип-топ што се вика. Стално имам пријатели дома, пријателки, ми идат, си ги покануваме дома на гости. Навоѓам и кога ќе имам ова пеење, не се плашам. И со песната ќе почнам и мислам дека крај ќе нема на моето пеење. Имам доста песни, не ги пеам само моите песни, туку пеам сите што се убави песни. Тука ми се на репертоар. Еве сега вечер,
како што го држиме овој разговор, имам една другарска вечер, чаерска вечер во Континентал. Па ми чека таму доста пеење вечер. Така. Да. Дали во слободното време може би имате хоби некаков? Хоби. Хоби ми е дома, куќата. Куќата ми е на толку едно убаво место, до стадионот на Кокта, сега Македонија. Имам една убава тераса, широка. Маш ми сите списанија ги зима вечер, Нова Македонија. Екран го зимаме и кога се навојам така во послободно време, немам работа дома, хоби ми е на тераса да си седнам и го гледам карше мене Вардар, тука тополи високи, чист воздух. Се релаксирате. Точно, па нешто ќе прочитам и од штампа. Тоа е моето хоби. И за крајот да ни кажете како се подготвувате за сценските настапи, каде набавувате вашата гардероба, дали може би посетувате фризер и така натаму? Точно. За нашите настапи, вистина, кога вака ќе не се јавите на настап, одма викаме Леле, што ќе облечам? Леле, треба коса да направам, фризура да направам. Тоа ни е најголемиот проблем. Нарочито па проблемот е како што е Петранка крупна, голема, за гардеробата сега е прашањето. Тешко. Па Дали се шие или се купува? имам нешто шиено, кај што одам по свет, трчаме по дуќани, не гледам модел, сега модел убаво и да гледаш, да пратиш мода, све. Сигурно гледате како ви стои. Сигурно како ме стои, али гледам и бројчето, да ме годи и бројот. И не прашам колку кошта, ќе го купам. И така се снаоѓаме. Дома имаме доста полни шкафови со гардероба. Која боја најчесто ја носите? Боја, кога бев млада Маја како тебе, млада, убава, Благодарам. јас многу сакав бела боја. По белата боја многу. Во бело сакав многу да бидам облечена. Сега тоа не го гледам, реков, гледам само да ме одговара. Нормално, не да залетам у некоја боја. Може би е сега тоа црната боја, нели таа вечна класична. Сите ме викат и носи елегантна. по црна боја да бидеш по-тенка. Црна боја правила да си по-тенка. Јас па одбегавам од црното. Не ќем црно. Да. Али ипак и во гардеробата имам и нешто и Понешто црно. по црно, да. Петранка, јас за Молим. крајот сакав да ве запрашам, кога би можеле повторно да бирате која професија би одбрале, меѓутоа вие во самиот почеток на разговорот Да. ми рековте дека тоа би била повторно музиката. Дали имате нешто Пак да додадете? Друго што да додадам, ете, кога ќе почнеме да правиме муабет за песната, кога сум почнала па до сега, ми се чини како вчера да било, тие мои 19 години. Бргу поминале. Брго поминале, па кога ќе замислам, кога било тоа, кај сум била на тие години, па ќе ми се видат многу години, па до ден денеска поминале веќе 28 години. Друго што да кажам, сега ни е летото. Поздрав ќе кажам до сите мои колеги и колешки. Добро лето. Многу настапи да имаме и летото да си го поминеме добро. Јас ви Здраве, благодарам живе. на овој пријатен разговор и многу успех во работата. Благодарам, Маја. Јас еве да се заблагодарам што ме поканивте на ваква една убава емисија и цело време кога ја водевме ова емисија ме подмладивте и вие мене. Баш ми е На драго. вашата младост, на вашата убавина и така да продолжите. Ви посакувам се најубаво во животот и Ви вас. благодарам. Се најубаво. Ви благодарам. Почитувани гледачи, ова беше нашата вечерашна гостинка Петранка Костадинова.